Јас неговам доверба према премиерот Алексис Ципрас и према грчката влада, према грчкиот народ, включително и опозицијата во Грција, па и господинот Каменос, кој што е дел од владата, треба да дадат шанса на еден ваков историски договор, заради тоа што договорот е добар за двете земји, за двата народи. Верувам дека бенефитите ќе се бидат во следните месеци од неговата имплементација. Јас сум убеден дека довербата која што имам во Алексис Ципрас ќе биде имплементирана во парламентот, како што јас се трудам, довербата што Алексис Ципрас има према мене и према владата во Македонија дека ќе биде имплементирана во парламентот. Сериозен и суштествен е процесот кај нас. Ниту јас, како најуплатен човек, не можам да гарантирам дека ќе успее македонскиот парламент, но тоа што можеме да го направиме и го правиме, ќе продолжиме да го направиме со максимално инклузивен процес, да токму овие процеси успешно завршат некаде средината на јануари, веќе видовме дека 9 јануари е закажана пленарната седница, не повеќе од 10 дена. Таа трае седница во средината на јануари, верувам дека ќе успееме да изгласаме конечност на уставните амандмани. Сигурно видовте колку сме били инклузивни и треба да појасниме на сите да знаат дека еве не излегува мечки во амандманите, нема ништо скриено, нема ништо закукулено, замумулено, тоа беа дебатите тие, чесен пристап на имплементацијата на договорот од Преспа. И видовте дека имаме инклузивен процес. И од албанската заедница, каде што во преамбулата, тоа што ставаше впечаток дека живеат во рамките на границите, дека како времено да се граѓаните од помалку бројните заедници, веднаш го прифативме. Во делот на водењето на грижата на државата према својата диаспора, вклучивме целата диаспора, не само македонскиот народ. Многу важното прашање во првата реченица од амандманот 36 членот 49 став 1 го зајакнавме македонскиот идентитет, а има уште еден збор плюс инклузивен внатре. Јас верувам дека пратеници тоа ќе го поддржат, заради тоа што тие го предлагаа, а претходниот пат не гласаа во парламентот. Навистина имаме инклузивен процес, заради тоа што е важно. Важно е за Македонија, важно е за сегашните идните генерации, важно е за идејата на нашата.